можеме ли да почнеме? Ајде, Кире, Да почнеме. Ајде да почнеме. Добре дојдовте. 20-тата епизода на Скратен корнер е тука, пред вас, прикачена на YouTube и почната, доколку веќе го слушате ова. Како сте? Не, одговорете ни во коментари. Да, одговорете ни во коментари. Не интересира. Леле. Реално не интересирало. Не мора се да кажеш. Еј, ама има едно прашање што ме интересира. Момци, вие како сте? Ајде. Ја сум супер, топ. Супер. Одличен. Леле. победа. Ми одговараше значи? сонце во викендов, ми одговараше Барселона што победи викендов. Не, бе, гледам тука одма насмевки на листото она. Освежени. Вие сте како во последниве партии, 1, 2 победи, 3 како се поред или не се поред? Не се поред. Една поред. Ама Не се дерби. поред, ама Ама да, дават по два изиграме гола, речено дават со по Испанјол, два сега тепа против Валенсија. Јас сум презадоволен од резултатот. Супер. И од Фантастично. играта воедно. Фантастично. Лотче, вие сте некоја 8 поред. Да, ама не победија. Добро, не, мислам без пораз, без ништо. Добри сте, новиот газите. тренер, да, Оле Вернерот кој е топ 2. застанат, да, први се, не се топ 2. Од кој е застанат на или седнат на столчето тренерско како што викаат. Првите 7 натпред имаше 7 победи. Сега со последниот Ингolstadt што мислам дека ќе испадне во трета лига, игра многу подобро, меѓутоа примија глупав гол, лопче од 3 метра, не знам Ако како ги може да се извади у дозволи. прва лига, не само столче, креат требално да се легне да се човек. прилегне, да, одлично, да. Тоа добар сум, бев на свадба, тоа ме расположи многу да си поменав кај Коки, наш гледач. Кој ора ти е омилено? Кој оро? Не знам само едно 3 напред, едно назад и Са 3 ваljda не беше 2 класичното, да, назад. и тоа беше Прав. смешно многу кога се фаќам за оро, ќе изиграм 2 ора и почнав брзато и одма се пуштам. Јао, треба да каснам, чекај ќе Шаут до Коки, наш верен гледач, слушател како сега што Еј, рече го. апсолутно. И мора да го поздравам. Поздрав Коки, Шаут аут до Коки. не стигнав да се поздравам на крај. А шаутот треба да направиме до уште еден дечко. Но уште еден момак, да. Во текот на изминатава недела, еден момак ме застана на улица и ми рече: "Те познав од Скратен корнер, никад не сум се осеќал боле." Онак, Симон, кој што има и YouTube канал, Симон YouTube Gamer, тука вака некаде Антонио ќе го испише, ќе му го остави каналчето, сабскрајбнете се на неговиот канал, голем фан на Скратен корнер и се надеваме дека ќе продолжи да биде голем фан на Скратен корнер. Фала ти за сликата и фала што ме застана. Дали може да продолжиме малку кон онлайн сферата, да видиме што се случува таму? Може. Тоа, влегуваме. Ајде. Сега, вака. Поминува епизодава, односно поминува снимањево и одам брзо наќе дома за да ја изгледам првата епизода од Genius, документарецот на Netflix за Кање, кој што беше преактуелен по Твитер деновиве и искрено да ви кажам, јас сум прилично сув со фудбалски твитови, само за тоа читав твитови. И од тоа сум инспириран да ви поставам вака прашање едно: имате ли омилен документарец? Пошто ајде ова е интересно вака со документарци сега што излегуваат последно време, десетина излегува шо од Netflix, шо од HBO. Поврзано со фудбал, спорт или Не мора. Нека е Омилен општо, документарец. чисто да им дадеме некоја препорака на гледачите. Не знам, извинувањето на слоновите на македонски, не знам на англиски како, на HBO го има, го гледав, предобар. Може да се најде на HBO На Go. HBO, да. На HBO. Одлично. Проверете го. Како ги користиме слоновите, ги злоупотребуваме. Интересна тема. Многу Интересна болна. Те поучи за да бидеш малце поодговорен да. спрема слоновите од. Точно. Супер. Е тоа. Затоа навивам за слонова коска. Човек, слонова контекст. коска. Ова се слонова. сече 100%. Не, таман си е. Хамба, ти последно време изгледа еден куп документарци. Некој што ти да. остави вака највише впечаток? Од сите би го издвоил Searching for Sugarman. Тоа е документарецот за Сиксто Родригес. Неверојатна приказна, со самиот филм документарец има земено многу награди. Приказната како приказна е неверојатна, онака баш е инспиративна и музиката на Сиксто Родригес, тогаш за прв пат ја слушам во самиот документарец, тоа што сум верен фан на неговата музика. Меѓу другото, да, има прекрасни документарци на Netflix за музичарите.
Coltrane, не знам, Quincy Jones, исто така документарецот што е за хип-хопот, Devolution of Hip Hip-Hop. Hop Evolution заедно го гледавме, одличен, проверете го. Проверете го одма после епизодава. Да, тоа е и одлична продукција, и одлична прича, одлично го имаат поминато хип-хопот од самите почетоци до крај. Свака част од дечкото што го има направено, што го има испроducирано. И да, генерално музичките документарци се тие што ми се допаѓаат, тоест документарците се музичарите. Ќе ја спојам тема вака за да ја завршиме со музика и со спорт. Има еден документарец кој што го гледав пред некоја година на Cine Days и се вика You'll Never Walk Alone. И ги обединува темите на како Борусија Дортмунд, Ливерпул и Селтик ја прифаќаат You'll Never Walk Alone како нивна химна на клубот. При тоа воопшто не е делејки никаква иста култура, никаква, нели, не се ниту од иста нација, не се ниту од исто подрачје ни ништо. Како настанала таа, мислам, како станала таа песна дел од фудбалскиот, ајде да речеме, не знам, наратив кој што се врти, еве веќе некои 50-60 години ја пеат на Енфилд и никако не престанува звукот. Одличен документарец, германско-американска продукција, ама фантастичен. Треба да го погледнете. И овој ни е многу радосен од позади камера, од една причина што изминатиот викенд Тотенхем го преслуша најголемиот фаворит во Англија. Пеп беше нервозен. Не знам дали го видовте твитот за Грилиш и за Кейн. Меѓутоа, дека ги потроши 100 милионите на погрешен играч, кога веќе купуваш англичанец и го плаќаш 100 милиони. Зошто е тоа Кейра Најтли во машки гаќи? Дали не е? За Рич. Добар е за Рич. Не, сериозно, мислам. Дечкото повеќе пати оваа сезона го имаат фатено пијан во хотелска соба, отколку што има дадено гол или асистенција. Факти. Ама Си заработи платата преку. Венчето му е добро, да. Венчето му е добро. Може би не 100 милионски, ама уште еден англичанец направи трансфер и онака како му доаѓа, година дена веќе го немаше низ фудбалот. Джек Вилшер отиде во данскиот клуб, Владко знае како се вика? Орус. Се пише Архус, се чита Орус, не знам. Јас сум фан на македонскиот бенд Орангел и студирам архитектура. Не знам. Ама ајде. Со две ово се чита, Немам појма. Види, јас сум неписмен. Рековме дека Камба знае да чита од овој панел. Другиве сме. Не сме Сергеј, ова е кирилично напишено, да сите го разбираме. Лошо. Како ќе се снајде таму? Има договор само до крај на сезоната со можност да се продолжи и за следната. Ако не се повреди. Студентски град ќе му се знајде добро, ќе има со која да најде заеднички јазик. Леле. Знаев дека е за тоа отиде. Ќе имате кили за 3 учи студентски. Леле. Пошто му е мала плата да се јака. Джеки. Враќањето негово во фудбалот, односно активното враќање во фудбалот, тој е цело време тука, беше нели и на телевизија едно време, меѓутоа сега се враќа стварно да ги продолжи играчките денови. Приказната на Вилшер ме потсети на една тема која што сакам да ја обработиме во главната тема. И е поврзана со најубавите фудбалски приказни од изминативе неколку години. Дали сте спремни да продолжиме кон тоа? Џо запет пушка. Може. Да. Бидете така, останете со нас, следува муабетот на неделата. Дали се подготвивте и земавте грицки, бидејќи оваа главна тема може да потрае? Ако немате грицки, ќе морате со ноктите. Многу нехигиенски. Меѓутоа добро, Ќе се земеш грицки и немаш гајле. Така е. А што препорачуваш кога веќе зимаат грицки? Ја би ми ги препорачал келапчињето од Русика и новата плескавица, најовеќе калорични грицки. Прекрасни калории, друже. Браво. Може ли да ја отвараме оваа тема, Владко? Може. Ајде. Како што напоменав претходно, пред само некоја минута, Джек Вилшер ме потсети на сите оние убави приказни што ни се случуваат во фудбалот и за кои што толку многу се пишува и за кои што толку многу се палиме сега пат онака на социјални мрежи, ќе се пуштиш и ќе речеш ова е многу јако. Сакам да пишам нешто за ова. Сега наместо да пишуваме, ајде да кажеме нешто за тоа. Добро.
Најдобрите фудбалски приказни од последниве неколку години, ајде ќе почнеме од таму. Кои се најдобрите фудбалски приказни од последниве неколку години, па ќе продолжиме кон оваа сезона што најмногу ни изненадува. Нека бидат тоа клубови, нека бидат играчи, нека бидат што било. Повелете. Да почнам прв или Ватко, ајде, ги почнах општо по последниве неколку деценија две, морам да ги спомнам Унион Берлин, зашто клуб кој што буквално е од навивачите. Јас бев неколку пати во Берлин, не може да не дам карта, зашто сите карти се 20 и нешто илјади, се наменети за собствениците на клубот, тоа се навивачите. Буквално е клуб на навивачите, која пробуваат да влезат од трета во втора лига, не може да влезат затоа што имаше потреба од понов стадион. Играчите немаа пари, клубот немаше пари да го изгради стадионот. Сами 100 и неколку илјади работни сати вложиле клубот, сами си го реновираат од нивни пари, од ништо. Плюс кога влегува веќе во втора лига, кога западнал клубот, тоест пред да влезат во втора лига, западнал клубот во 2002-2003 година во финансиска криза. И му било потребно за спасување. Германија има закон таков, ако донираш крв, ти даваат пари државата. И околу сите што се тие 20 и нешто илјади луѓе донирале крв и сите пари ги давале за клубот. Со крв се приклучиле и други навивачи од други клубови со таа цел имало кампања како Bleed for Union, како крвариме за Union. Многу добра ствар и лани влегува, тоест пред 2 сезони влегува во Бундеслига. И криво ми е што не сум отишол на нивни надпревар, меѓутоа запознав една жена која живее во Берлин, запознав една жена што е една од состојничките на клубот, ми поклони шал. Мора да Браво. Да ја испоздравам, нема да ме гаси. Ако не слуша жената од Берлин. Многу добар гест и стварно, многу ме криво што не сум отишол на надпревар, али како приказна нешто во фудбалот ми е најневеројатно тоа. Леле, многу добро звучи ова. Види, јас не ги знаев сите детали, ги знаев основните детали, знаеш како влегува и сето тоа, ова со крводарителската акција е фантастично. Да, има и документарци, мислам, BBC од сите снимано, може да се каже, кога веќе за документарци зборав, може требаше да спомнам за тоа, ама да, има документарци доста и стварно има и снимки како градат луѓе како по 2000 луѓе на ден работеле на стадионот. Тешко ќе биде да се израмни твојата приказна со ова на Владко, ама пробај. Да, сигурно би било, да. Јас би ги издвоил Аталанта. Аталанта во последниве 11, значи они се веќе 11 сезона во прва лига во серија А и таму се веќе редовно успеа со паметно и квалитетно работење да го донесат тимот до еден стадион кај што сега се моментално во првите 5 клуба во Италија цело време. Сега се моментално пети на табела, а имаат и утакмица помалку од Јувентус, ќе бидат исто бодови ако победат таа утакмица. Имаат еден стварно прекрасен тим и тоа може да се види по статистиката. Изравнете им се, имаат и голови, асистенции, напаѓачите, значи имаат несебична игра. И тоа ми е еден пример за тоа како со паметна работа и како со упорност може да се дојде до некој сегмент кога имаш визија, кога знаеш што сакаш да постигнеш. И сега направија тим кој што е пред се храбар. Значи да, имаат изгубени утакмици од фаворитите, но имаат ги имаат победено Јувентус. Така. Ги имаат победено Наполи на гости. Имаат еден многу интересен тим кој што знае колку за што се способни и се надам дека ќе продолжат и понатаму, бидејќи стварно за мали пари донесени играчи, правилните играчи, се гледа дека целата управа и тренерот сите се посветени на тоа да го одржуваат клубот таму кај што е. И ми е многу убава приказна и пример за тоа како може да се постигне се доколку се работи напорно, паметно и квалитетно и со нормално, со некаква цел. Фантастично. Мојот клуб на малку помала скала од овие вашиве, бидејќи од една малку помала лига, ама многу ми се симпатични, не само поради местото каде што настапуваат, туку и поради успесите, поради дресовите, поради играчите кои што ги привлекуваат. Норвешкиот Бодо Глимт, клуб кој што како му доаѓа 1/3 од сезоната ја игра во темница. Значи нема ден.
во делот каде што се сместени во Белден нема виден играчи. буквално како му доаѓа некои 3 месеци од годината немаат ден во тој дел од Бодо. Меѓутоа успеваат да направат огромни успеси и лани дури беа и норвешки шампиони. Година се први. И годинава се фантастични во Европа, да не можам да ги изнафалам колку добро играат во Европа со оглед на тоа. Со оглед на тоа колкава е големината на клубот. Тоа е еден микроклуб спореден со останатите. Значи, рачуне дека играат во иста лига со Молде и со Розенборг. Розенборг и Молде за нив се Гиганти, да. гиганти. Располагаат со микробуџети, располагаат со микростадионче, 8.500 гледачи им собира стадионот. Значи во Македонска лига прва сите стадиони се поголеми од стадионот на Бодо Глимт. Бодо Глимт отиде во Европа, ја преслуша Рома 6-1, на втората утакмица повторно не се посрамоти и 2:2 одигра. Оваа сезона го победи, само што го победи Селтик минатата недела и мислам дека ќе одат натаму, фантастични се. Оние кои што ме следат на социјални мрежи веројатно и ќе се присетат на еден мој сейф од фудбал менаџер во кој што го форсирав Ерик Ботхаим. Ерик Ботхаим заглави во Бодо Глимт некои 2-3 сезони, не заглави, да се исправам. Отиде во Бодо Глимт, помина некои 2-3 сезони, си ја најде голгетерската форма и се продаде во Краснодар за 5 милиони, иако го купија за нешто ситно како 300-400 илјади евра. Ултра позитивна приказна. Ултра позитивна приказна и се надевам дека ќе видиме уште многу од нив во европските надпреварувања, бидејќи тие дресчиња сакам да ги видам секој ден да играат тука. Добро, а за сезона која е ваша приказна? Тале? Ајде да почнеме од тебе, да. Да, Реал Бетис. Оваа сезона Реал Огин. Бетис. Реал Бетис со Пелегрини и со тие ретро тренерчиња што ги имаат, газат. Ама нели би си купил еден? Би си купил, Тотално. ама 100% би си купил. Генерација со Жоакин се сите. Дизајнот 71. Не ми се веруваше, мислам, неочекувано, пак Реал Бетис не се тим на кој што би осветиле многу време да ги запазиме што прават и како прават, но откако ги направија овие резултати оваа сезона, малце повеќе се заинтересирав за тоа што прават и како се стасани до тука што се стасани. Фактички од 2018 година Реал Бетис прават толку многу паметни трансфери. Значи во 2018 го купуваат Карваљо, 2019 доаѓа Ло Селсо, доаѓа Фекир, не знам кој беше друг, значи доаѓа Борха Инглесијас, Морено, значи купуваат 6 првотимци од тие играчи, 6 играчи се првотимци денес. Ги купуваат за 95 милиони. Сите 6 сега вредат повеќе од 180 милиони на трансфермаркт. И имаат првотимци од 23 до 26 години. Што значи основата на тимот Е млада. се млади играчи. Така. И ете како они успеваат до сега, значи ете што направиле уствари за да сега бидат таму кај што се. Многу плански изиграно и од тоа што го гледам во лигата, они се многу јаки против слабите тимови. Таму кај што може да земат боломи, зимаат боломи. Да, имаат изгубено дербија, но се многу јаки спрема со слабите тимови, иако ги имате тепано и Барселона, ги имате тепано и Вилјареал, тоест Валенсија има тепано, Вилјареал има 2 пати изгубено, но сепак се многу цврста екипа и не за џабе се таму кај што се сега моментално. Трети Види, Шпанија. Конте вика дека титулата или местото што го бараш се освојува со тимовите, со клубовите што се под тебе, а не со тие што се над тебе, бидејќи тие што се над тебе треба да ги стигнеш. Треба да дојдеш на нивното ниво. Така што, да, Реал Бетис гледам дека и многу повеќе форсираат со многу послаби клубови и тоа им се исплати. Се надевам дека ќе завршат топ 4 сезона, а реално Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад не заслужуваат Не да бидат таму. заслужуваат, не. Барселона може би има некое враќање на форма, а Реал Бетис сакам да ги видам во Лига на шампиони наредна сезона, не знам, убави дресчиња. Зелената убава. Не, а Да. посебно заради тоа што се Жоакин. надеваме дека зошто би сакал да продолжат, тоест тоа што би сакал да бидат у топ 4, тоа е бидејќи сигурен сум дека Жоакин ќе ја продолжи да говори за уште една сезона, иако има 41 година, би останал уште една сезона само Да за поигра Европа. Лига на шампиони да поигри, многу ќе биде кеп, поради тоа што е стварно легенда на шпанскиот фудбал. Цел живот го гледам.
Јас не памтам момент во кој што Жоакин не е активен фудбалер. Памтам Бетис, па Валенсија, па пак Бетис. Не знам, преја. Легенда и на двата клуба. Цело време ги дискутираме. Морам да ги пофалам Royal Union St. Gilles од Белгија. Сезонава им е прва година после 48 години во прва лига и први се на табела со 9 бода пред клуб Бриш, ланскиот шампион. Тимот што што остана непоразен со Сити во групи и со ПСЖ. Мислам од Сити изгуби, меѓутоа од ПСЖ нели остана непоразен, да. Пресвртот на Сент Джил е од Брисел инаку, Јужен Брисел општина. И се имаат исто мало стадионче, околу 9000 публика што собира. И целиот пресврт во клубот станува кога ги купува Тони Блум, газдата на Брайтон. Тони Блум е иначе интересно човече, парите ги заработува од играње спортска и покер играче. Добива се стреми кон тоа. Па не до тоа, после тоа да го купил некој клуб, ако имам неколку милиони. Првите милиони ги прави од покер, отвара обложувалници, прави уште повеќе милиони и го купува Брайтон за 2008 година или 2009 го купува Брайтон за 100 милиони евро од прилика и од трета лига го носи во втора лига. Денеска Брайтон е нели неколку сезони стабилен прволигаш. И 2018, 10 години после купувањето на Брайтон, сакал да купи нов тим, меѓутоа не кел да биде во топ 5, туку сакал да биде во други лиги. Сакал да купува некој од Холандија, меѓутоа го предупредиле хулиганите, не кеше, барем на тоа видеото што гледав, не кеше да каже за кој клуб стана збор и се решава за Белгија. Кога купува Сент Джил, завршуваат предпоследни во втора лига и едва се спасуваат опстанок во втора лига. Завршуваат со 18 бода пред вториот. И најјакото нешто е што трансфер политиката на клубот е денар да не потрошат на трансфер. Или се фри играчи, или се на позајмица. Истата 2 години поред, истата логика тераат, со истите играчи, се пак први во Белгија, нели кој што спомнав, 9 бода бегаат на 6 кола пред крај, пред плейофот. И најдобрите играчи се двајцата Денис Ундав и Данте Ванзир, кој оваа сезона го викна за Белгија и као цела белгиска јавност беше. Иначе Данте Ванзир е од школата на Генк. Има 23 години, најдобар стрелец беше лани во втора лига, во прва лига е Денис Ундав, кој веќе потпиша за Брайтон исто, или газдата си ги шалта работниците. Се шалам и прв стрелец 20 гола и 9 асистенции, одлична екипа и сакам да освојат. Вау. Да. Ќе биде тешко со плейоф, секоја лига со плейоф е тешка, ама пошто бодовите се преполовуваат нели на поле, пак сите најгорните играат меѓу себе и тоа е потешка конкуренција. И тоа беше, тоа е многу потешко, а иначе Тимов е еден од првите основани, кога први трет клуб во Белгија основан и 100 и нешто години е стар, има 11 титули од кои го држа ден денес рекордот на 3 сезони поред титули што земаат без пораз. И тешко дека некој ќе го сруши, меѓутоа тоа се е пред Втора светска војна. После Втора светска војна немаат ништо, дури паѓаат во трета, четврта лига и тоа. За без пари. Значи буквално никој не го гледал дека игра. Тоа е фантастичен скаутинг систем. Браво, добра приказна. Јас ќе морам да се повикам, ќе морам да се повикам на еден клуб што ми е многу близок до срцето и за кој што да кажам најувам доста години. Милан не е се толку позитивно изненадување, ама Дерби Каунти. Сега да, може да речеме дали се позитивно изненадување, ама тоа што им се случуваше во изминативе година дена и местото каде што се сега не ми дозволува да кажам ништо друго освен позитивен збор за нив. Мел Морис, газдата кој што беше на клубот до лани, го фатија како правил финансиски проневери, како сам на себе си го има продадено стадионот за да пријави профит во клубот и за клубот да биде одржан во некаков си плюс и за да не биде казнет од финансиски ферплеј и ред други ствари. Така што му го одземаа правото да раководи со фудбалски клубови и технички Дерби Каунти остана банкрот пред почеток на сезоната, значи не располагаше со буџет, не располагаше со пари, стадионот им го зема општината и тоа е тоа. Мислам едноставно тоа беше од клубот. Многу бодови. 21 бот им одземаа се на почетокот 12, па потоа уште 3, па потоа уште 3 и на крајот испадна 21 бот бидејќи не успеваа да ги направат исплатите на време
и имаат 21 бод заостаток. Сега, им беше при крајот на минатата сезона им беше Коку тренер. Коку што играше за Барселона, Коку што добро го знаеме и од холандската репрезентација, меѓутоа многу се избрука во Дерби Каунти, беше прилично лош во споредба со сите негови претходници, дали се тоа Стив Макларен, дали е Френк Лампард, тој извади најслаби учиноци со нив и начелото се согласи да дојде за минималец да работи неговиот асистент Вейн Руни. Вейн Руни, кој што веројатно има нели најсмотаната фаца во фудбалот, никој не се надеваше дека некојаш ќе знае да се снајде на тренерска клупа. Вейн Руни испадна фантастичен мотиватор. Си најми околу него некои луѓе на кои што им ветува, добро познатите премиер лигашки фаци Къртис Дейвис и Фил Джагелка, кои што не само што беа тренери во клубот, туку и играа за клубот. И Джагелка со 40 години, Къртис Дейвис со 39 години и игра уште за клубот. Джагелка си отиде, меѓутоа Къртис Дейвис е уште тука. Тука се ликови како Равел Морисон, како Колин Ќазим Ричард, што цела кариера се вика леле сега овој ќе развали и никако да развали. Ама дојдоа во Дерби и сега во моментов еве нешто над полусезона се само на 2 бода од опстанок. И ако успеат да опстанат оваа сезона, Дерби ќе имам за мене најромантичната приказна некогаш. Не знам, ако Дерби се спаси, нешто чудно ќе се случува наредна сезона. Момци, многу убава тема истерав. Да, Позитивни изненадувања, убав фудбал, убави клубови, сите што ги избравте беа одлични. Јове, дали имаш да додадеш некој клуб? Немаш да додадеш, добро. Добро. Може ли да ја завршуваме темата и да му го оставиме овој простор на Јове? Може. Бидете така, Јове ве очекува со многу интересен гостин на кој што ние сме уфанови. Добро вечер, сега одиме во официјалниот дел на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е еден господин, еден великан, еден пред се, како што љуби да се каже, работник. Васко Атанасовски. Ти благодарам на честа да дојдеш во оваа емисија. Васко, трето место во Рок енциклопедија, со кои двајца други делиш овакво пиедесталот? Они делат со мене. Кои двајца други личности од Рок енциклопедијата делат место или не мора да ги споменуваме? Сепак за фудбал сме да Ти си еден од тие машки што не сакаат преигра. Меѓутоа Веќе знаеш какви преференции. не се согласуваме тука. Сепак би сакал да ве поздравам. Да ви заблагодарам затоа што ме повикавте да бидам ваш гостин. Да се заблагодарам исто на персоналот на ресторанот. Може да проверите на Инстаграм за што станува збор, да не должиме. Бидејќи сите знаеме колку кошта 30 и како му доаѓа 5 милиметарска филмска лента, која што се користи за снимање на оваа емисија. Токму така. Само Холивуд, Стивен Спилберг и вие го користите тој кажам примитивен. Се откажа, Спилберг се откажа, уште ние сме само. Да. Како го запознавам Васко, сакам да кажам една анекдота. На времето кога го имавме блогираме, со работка со Логин, свират Бернейс и ја пишувам на сите блогери дека кој ќе ни пише или кој ќе напише блог пост за таксират и таква работа, ќе има можност да се дружи во бекстејдж позади со Бернейс. И Васко Атанасовски ми се пријавува доброволец, блогер, што ми пишува на мене дека многу би сакал да се дружи со Бернейс. Ти текнува на тоа? Ама ние немаме бекстејдж, знаеш. Значи ние, иако беме уште популарен бенд, ние не користевме бекстејдж бидејќи седевме со публиката, бидејќи секогаш беа фронт. Ние сме анархисти и седевме со луѓето, нешто ако не дадеа делевме со нив, бидејќи тие луѓе плаќаа карти и поради нив живеевме во добар дел од годината, знаеш. И тоа беше едно дружење на Васко, општо задоволство, знаеш, така да. робови останавме на тие со фабриките. Кои се тие со фабриките? Ама ја не кажав за мене, значи, гледај, јас сум Еве, работел во фабрика, не е лошо. Океј. Ти баш така ред факеш. С големија минималец сега, окей. Ти ја се тиква цело време, не иде во животот.
не може да ти избрка, никој не ќе работи таму, брате. Као, Сигурица, брат. Скопски педерчиња се дрогираат на техно кога одат. На кого референцира поетот во ова? Глеј, оваа песна битно ме одведе у PMG колектив. Кога сме кај Скопски или кога сме кај педерчиња повеќе? Не се забрка. Стари, кога го договаравме интервјуто, ти поставив прашање и ме отера малте не у 3 лепе. Немој та, не. Да живееш од музика или да живееш за музиката? Јас ти викам како е да се живее, можеш ли да живееш од музиката и ти ми се налути, па треба ли да живееш од музиката? Треба да живееш за музиката. Тоаш нешто сум бил млад, изгубен човек, знаеш. Не си знам што зборувам. Не при себе. Да. Меѓутоа сега сакам ти кажам најдобро е двете, знаеш. Тоа е како да те прашаат кој дете ти е подраго, знаеш. Значи сега дали Весна, Ана, Кети, Диана, ти тек нападат за песна секој ден. И како е тоа сега кога работиш во Пасворд, поздрав и до Пасворд до логин, конечно работиш со музиката, со музичарите и секој ден се среќаваш со различни артисти од светов. Кажи нешто, како е тоа? Океј ли иде? Све ли е добро? Старико, прво добро што отидеме на стендап, се смее екипа тука, значи тоа е бонусен, така да фала на публиката. Ще да видам следен пат ќе платите барем 100-200 денари да не гледате, да не биде вака се. Или по некое пиво, не ова Знам вода. дека ме разочарувам, ама рипнаа цените, брате, кирија, бензин, цигари, тоа е. Тоа е. Знаете ли колку кошта 1 килограм Краставици. јунешко месо? Јунешко не ни Јас спомни. имам пријател кој што е родител на мало детенце, знаеш. Тоа е скапо. И плюс детето на крај нема се. Не им се допаѓало на крај, да, не им се допаѓало. Зошто Вардар? Зошто не цементарница? Глеј, реално, јас сум вардарец од раѓање и порано се делеа во Скопје Партизан, Звезда, Дресови, јас таму сум бил вардар. Иако имам почит, никад не сум бил вардарец кој што е против некого, секој сум бил некој што е само за вардар. И сум го користил секој слободен миг да му посветам време на клубот. Тоа е нешто што ме спојува, знаеш, бидејќи на утакмиците на Вардар не сум видел само глупости, хулигански испади, пцуење и лоши стартови кои што заслужуваат не сум на црвен картон, така. Посебно ако е против нашите. Меѓутоа сум запознал и луѓе кои што се доктори на науки, прославени љубовници, бизнисмени, хулигани, рибари, свашта, брате, сум запознал шофери кои што едноставно дошло таму, знаеш, вика, брат, ова ми е најмило нешто од денот. Чекам, живеам за да играм Вардар, да го гледам, знаеш, како окей, ќе се сретнеме, се зезаме, окей, знаеш, како и да изгубиме, не е фрк. Прекрасна романтична Сега приказна. сте неомилена песна. И ако изгубите, нема да ме оставиме и ке пееме напред Вардаре, напред Вардар, але. Тоа е, брат, Што неминовно ме носи во наредното нели прашање, вон овакво ќе биде, во соба тројца Мирко PMG, Васко Јас и сум не. Панчо. Најлош- Кој е најлош вокал? Најдобар е Панчо. Најдобар е. Не, Панчо, ако си се наљутил, ја ќе ти се скарам, Мирко и ти исто. значи Панчо и Мирко. Благодарам прашање, али Панчо и Мирко остави ги мене, не се замарај. Вака, без да се љутиме, така. Најбољи пејач Панчо. Јас сребро и Мирко бронза, иако ќе го пуштаме најде. Не брате, бронза не е лошо. Има убави градови, викаш, ама и Скопје не се заебава. Да можеш да се родиш уште 1000 пати, уште 1000 пати ќе беше музичар, дали ќе го избереше Скопје 1000 пати да се Не родиш? са брат, малку имаш тука не потврдена информација, ама нема врска. Митологијата е дел од рокерот и фудбалот. Али не би сакал како прва се родам 1000 пати, уште 1000 пати, брате, зашо? Значи, окей, добре, тука добро идеме, сфативме дека треба да играме нашата улога, така. Да ги сакаме работите, да сме за, а не против. Големата слика за Македонија ќе оцртаме. Треба да си благодарен што оваа земја каква таква, значи ние кога ќе кажам оваа земја, значи мислам сите што живеат тука, така, со се животињи, патничари, Жилки. власички бариковите сите заедно, брате. Техно трап мап, значи трап. Сакаш едно спортско прашање? Зашо против трап, бе, брат? Што, љубоморни сте? Јас сум тотално за трап. Сега моментов, на школа трап публика ќе нас сака. Ќе направам трап албум, ќе се заебавам со нив, ќе се напуниме кеш и конечно ќе отидам да ја посетам. Па затоа што треба Ја гледам пред се својата многу- сака на Донче. Па. Многу голем талент треба за тоа што да се бави со трап.
веројатно за тоа. Ама не брат, реално, ај ги поценуваме тие деца. Кој некој А не деца, ова сега, no disrespect to anybody, ама Е, сега ме нервираш за трап против трап бориш? Че, само секунда, немојте, сака сега A few minutes later. Васко, дали работиш музика по нарачка? Да, бе, брат, сам за себе. Ја имам 6 васкоци што зборат со мене. И сите да- викаат исто. Дали би ни снимил Македонија, песна за скратен Вардар, корнер некогаш? Вардар, Дона. Зависи ако сте сите вардарци да докажете до четврта коледа. Кај Вардарчево од Велесе? Ще ма врска, бе, Велес. И јас сум Вардар борец. Зарем не сме сите борци? Така е. Не. Васко, ја тука понестанувам со прашање, ако имаш уште Па нешто нема да прашање, кажеш? има трикови, видете. Ајде. Само времувам, Посведочете. ова не го правите дома. Ајде, кој е царот? Ајде, Вардар, идеме прва лига. И ако изгубите, нема да ме оставите. И ке пееме, напред Вардаре, аре. Така е. Туку ќе гледаме ли фудбал викендов? Ќе гледаме кога не сме гледале. Кога не сме гледале, што ќе гледаме фудбал викендов? Дали можам да ја предложам? Што има, да. Па види, има некои онака полуинтересни утакмици меѓу кои и Барселона, Атлетик Билбао играат, не знам, Манчестер Хамбург, Вердер Юнайтед, играат. ovo она, Хамбург Вердер играат, дерби втора лигашка. Да, најголемо дерби на Северна Германија. Двајцата Да. се втора, никогаш Северна. Не, се. Втора е Хамбург, прв е Вердер, во втора лига и многу ќе биде битно, мене ќе биде битно Вердер да победи, да се одлепи што му. Добро, ете знаеме ти што ќе гледаш. Сега, Па еден на тоа. Ја Барселона, например, Атлетик ќе играм. Сигурно, верувам дека Барселона ќе победи. Изгубија првата утакмица, тоест претходната утакмица со нив. Ова верувам дека ќе ги победат Атлетик, па ќе играат и на домашен терен. А друга, дефинитивно Лацио со Наполи. Да. да, Таа утакмица која што онак ќе биде доста интересна. решава многу за многу работи. Многу Да, за- на Лацио му решава дали нели ќе продолжи во битката за во Европа. На Наполи му решава дали ќе остане во битката за Многу сакам шампионска да титула. ги видам наполитанците на тронот и да освојат. Многу сакам. Се додека Елма таму, морам да кажам дека воопшто не би ми пречела титула на Наполи иако сум највач на Милан. Ако веќе некој освојува, нека биде тоа Наполи. Дали верувам дека имаат сила? Веројатно не, ама дали би сакал? Да. Ќе видиме со Барса како ќе изигра, дали ќе проба да бркаат на две места, тоа многу тешко изгледа. Да, со тој состав ако бркаат на две места, веројатно ќе им биде многу тешко. А што прогнозираме за викендов? Лацио Наполи? Двете екипи постигнуваат гол. Да, гол. Гол. Само гол. Само гол. Чиро се враќа за Лацио. Нека му е среќен роден денот. Денес Нека му е среќен роден денот. 32 прави. Така. Постар од мене. Чичо Значи, Чиро. чекај, очекуваме Елмас да даде гол или не очекуваме да даде гол? Да учествува во давањето или на гол. асистенција, Или асистенција или гол. Со Последно Барса време многу му тргна со асистенциите. Да, со посебно Барса настап требаше Барселона беше беше му рачунаат асистенција пошто негов гол беше скоро. Да. Ќе ја видиме. Ќе видиме Да. таа утакмица викендов. Тоа следува во како му доаѓа недела играат. да. А нашите гледачи до тогаш ќе си најдат некоја занимација. Сега, за да си најдат занимација и на социјалните мрежи ќе им кажете каде можат да ве најдат. Владко, тебе се на се Никад. помалку социјални Никад. мрежи. Владко е На само на SMS. LinkedIn. На SMS. На LinkedIn, да, на LinkedIn. Барајте му број, пишете му SMS ако сакате мислење од него. Хамба? Да, јас Хамбабој сум на Инстаграм, на Твитер. Фејсбук не користам. Не го барајте на Имам, да. Така да, тоа е тоа. Инстаграм и Твитер можам да одговорам на било кој слово напишете, што и да ме интересира, врска со моите не толку битни мислења за фудбалот. А и оно еден кој што недостасува, односно Јове, можете да го најдете на @jburgundi, бардот на Твитер, сферата во Македонија, Таткото кој што на Твитер. таткото на Твитер, сферата во Македонија, кој што ќе организира Твитер награди, кој што ќе треба исто така да ги проследите,
5 беше март? 4 март. Check it Јове out. 4 март. Каде? Каде награди? Јове каде? Петок МКЦ Кино в Росина. Бидете таму. И ние Вие ќе може да видите нешто Може. интересно. Може ли да ја одјавиме оваа епизода бидејќи сум гладен? Може исто. Може. Може. Се гледаме во следната епизода, до тогаш останете добри, гледајте фудбал, гледајте скратен корнер, споделете го со вашите пријатели, мајки, сестри, војни и се останато. И се гледаме во следна епизода. Да. Може да го споделат. Добро.